Здраво, Македонио! Дали си во шок? Ако не си, треба да бидеш. Сега ќе ти објасниме со именјачката и колешка. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, граѓаните во Македонија се во шок. Власта на Мицкоски подготвува антидржавно и национално предавство. Шок, шок, шок! Национално предавство! Чим доаѓа од овие докажани експерти на темата, вреди да се слушне оваа нивна експертиза реално. Угледни британски медиуми како The Times пренесуваат дека владата на Мицкоски е во разговори со Велика Британија за Македонија да стане базна дестинација за враќање мигранти. Сите лаги зад кои кујните на ДПМН и владата се обидуваат да се сокријат се потопени во вода. Бреј, арно велиш, сите лаги се потопени во вода. Ама да видиме кои лаги. Стартувај, временска машино, стартувај и врати не низ времето до 2020 година, например. Мицкоски и неговата ВМРО ДПМН лажеа дека во земјава ќе се населуваат мигранти. Еј, мајката, и јас така памтам дека на времето вие бевте под лупа дека спремате нешто на тема мигранти, па као негиравте, па го обвинувавте ВМРО дека лажело за мигрантите. Сега повторно го обвинувате ВМРО, окей, тоа ви е работа, ама за друго, за национално предавство и план за населување мигранти. Крајот не може да ви го фати човек, бреј. Народот е вознемирен и со право. Криминална власт, заробена во корупција која секој ден ги лаже граѓаните, се договара зад грбот на народот за штетни договори. Народот е вознемирен или поточно ќе го вознемируваме народот со тези дека криминалната власт решила да вдомува мигранти. Зошто? Никој не знае. Не кажуваат ни од Бихачка. Ја кријат таа информација од нас. Но, пишал некој британски весник нешто и иако сите демантираа, не е тоа важно за ними. Важно е дека од Welcome refugees, од повелете мигранти, сега СДС на пази ВМРО-вциве мигранти ке носат. Народот е вознемирен и со право. Криминална власт, заробена во корупција која секој ден ги лаже граѓаните, се договара зад грбот на народот за штетни договори. Ова, почитувани, е сериозна национална и државна тема, врзана пред се за безбедноста, стабилноста и иднината на државата. Мислам, вау, што е следно? Владата на ВМРО се договорила со астероидот 3I Атлас да удри во Македонија. Има СДСМ информации за тоа и народот е со право вознемирен од овој план да се овозможи удар на астероид во нашата земја само поради ВМРО. Дали за носење мигранти од Британија е направена проценка на безбедноста? Дали се предвидени ризиците? И најважно, дали имаме одговор на прашањето зошто Британија ги одбила, а ние би ги примиле? Ова е неверојатно. Си смислуваат тема, непостоечка тема и сега прашуваат во врска со темата. Како да одржам сега јас една пресконференција и да кажам или да прашам дали е вистина дека Венко Филипче е близнак на Зоран Заев и после да поставувам прашања во име на ова измисленото прашање, а од име на целиот загрижен народ. Дали знаеле цел живот дека се близнаци, но не ни кажувале? Дали е вистина дека пејачот Харис Џиновиќ е можеби нивниот трет роден брат со кој тајно се среќаваат во Дубај, за да прават планови да ја рушат македонската влада преку, точно така, Аца Лукас? Кој на вистина раководи со СДСМ? Треба да знае народот. Венко Филипче или масоните? А точни ли се написите на Фейсбук дека СДСМ планира, ако дојде на власт, да ја укине функцијата председател и да воведе шеик во правниот систем со врховна мог да одлучува кој смее, а кој не смее да јаде шарска во ресторани? Вистина ли е дека ова трио оствариле тајна средба со Дедо Мраз, со цел ВМРО-вските дечиња да мора да си купуваат поклончиња, а не да ги добиваат бесплатно? Јавноста е вознемирена и има право да ги знае овие одговори. Европската статистика
е брутална. Дали Македонија и граѓаните од демографски аспект се спремни да кажат добре дојде на мигранти, дали не се следи трендот кој постои во повеќе европски земји, каде што, за жал, поради лошо спроведените политики, наместо интеграција на мигранти, се случува зголемување на криминал, немири и насилство. Добро бе, вие озбилни ли сте? Си верувате ли нова барем самите, барем малку? Абе, гледайте колку мигранти од вашето партиско тело заминуваат во камповите на Знам, Левица и други партии, затоа што би рекол Виќо во сомнително лице, траскате зелени. Ало! Коски ДПМН со нивните политики ги бркаат младите македонци од државата, а сега планира да носи мигранти од трети земји. Кој му дал дозвола на Мицкоски да преговара за мигранти? Никој. СДСМ со целиот свој капацитет ќе се спротистави на овие антидржавни политики на Мицкоски и ДПМН. Ги повикуваме граѓаните заедно да се спротиставиме, за Македонија се работи. Не за антимакедонските политики на ДПМН во Македонија. Мајко мила, не чините работава. Овие кои не посеверџанија и кои душа даваат за спроведување на бугарски венарачки во Уставот, порачуваат дека за Македонија се работело и СДС ке се спротиставело. На што? Уште еднаш да повториме. На планот кој ВМРО го имал за мигранти да населел трајно во Македонија. Jesus Christ. Луѓе бе, па пред 6 месеци пробавте со исто во ова. И мораше тогаш дури и британскиот амбасадор да ве демантира. И ние тој договор, кога ќе дојде во собранието за ратификација, ќе го поддржиме. Меѓутоа има едно прашање, кое што апелирам владата да го одговори. Имено на ABC News непосредно после самитот излезе информација дека откако Албанија го одбила договорот со Велика Британија да прима имигранти, имајќи предвид дека таков договор има со Италија, лидерите на Косово, Северна Македонија, генерално од Западен Балкан, кажале дека исто така не се согласуваат да има кампови за мигранти, но се отворени за тоа да се разговара. Упатувам прашање до владата. Дали навистина се спремни со Велика Британија да разговара за сместување на имигранти во нашата земја? Чуба зборвите овде венченаш невознемирено. И пак сега истата шема, 6 месеци подосна. Некој медиум напишал нешто и почна да дигаат джева. Иако самиот вели, цитира овде, дека владата наша одбила да прима мигранти, ама пишале во ABC дека биле подготвени да разговараат. И тоа беше демантирано и пред 6 месеци, и не само од владата, туку и од британскиот амбасадор, како што ве подсетив. Ајде и тоа да го видиме. Само друга приказ на тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел. Се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел. Абе, џабе си ти јасен, брату екселенцио Метју Лосон. Џабе си ти јасен. После 6 месеци пак истата шема си ја тераат, како до сега што би се рекло. Сега, кога веќе британските медиуми и политичари зборуваат за широката соработка во делот на миграцијата, молкот станува аларм. Ама каков молк бе, Мартине? Сите и тогаш демантираа, сите. Британскиот амбасадор вели, не е точно. Вие велите, молкот станува аларм. Мислам, како ви се занимава со измислени неточни теми кои ќе завршат еден ден и сето тоа што се прави сега ќе изгледа пишурија. Или тогаш ќе излезе пак Венче на прес и ќе каже дека тој ја спасил Македонија од мигрантите и се повлекла Британија пред неговата сила, одлучност и цврстина кога за Македонија се работи. И лично, кралот Чарлс бил толку восхитен, што секој ден во 6 излегувал на терасата од дворецот и започнувал да аплаудира за Венко, па цел народ збран пред него се приклучувал кон аплаузите и честитките за храбриот нов Скендербек, кој ја спаси Македонија од мигрантите. Не знам што друго да речам, освен да ја тераме вака работава. Драго ни е што како дел од договорите, како дел од ова што ќе се подпише, земјата се согласи дека ќе се приклучи кон заедничката мисија во однос на мигрантите, но тоа се однесува на полициските сили кои што ќе работат заедно со очување со криминалните банди. Дури и црташе амбасадорот пред 6 месеци. Зеде листи, зема да црта.
Вели, полициските сили заедно ќе работат на спречување мигранти, а не на нивно населување во Македонија. Ама не, си немаат гајле од бихачка. Си тераат тие со нивната песна, па во меѓувреме уште еднаш беа потепани на избори меѓу овие две лаги и не, пак продолжуваат со истите тапи фори. 6 месеци подоцна, нов обид, ама внимавајте, Венко е сега загрижен и нервозен. Добро внимавајте, Македонијо, ќе го видиш твојот спасител. Затоа денес јавно пред граѓаните ја прашуваме владата. Дали сте подготвени во иднина да прифатите мигранти во Македонија во зона за сместување? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија пред повеќе месеци ја најави опасноста која што не очекува со мигрантите. И бевте демантирани од сите можни институции, од Македонија до Британија. Ама И таа опасност е владата на ВМРО-ДПМН со низините тајни преговори, разговори и договори. Кога првпат овие тајни преговори и разговори ги спомнавме, а тоа беше потврдено во пишување во странските медиуми, веднаш скокнаа против нас така наречените патриоти од ВМРО-ДПМН. Хајме мени, еве и британскиот амбасадор бил патриот од ВМРО-ДПМН, бидејќи и тој ве демантираше. Па ајде Ирлија да е, Метју Војвода ве, заарно за убаво. Почна да се објави дека лажеме, посмислија цела кампања против мене лично, против други актуелни и поранешни функционери на партијата. А вие не лажевте. Доказ дека не лажевте е извесен напис во некој медиум кој шпекулира. Тоа што сите чинители, институции, јасно, гласно и остро демантираат, тоа не ви е важно. Новинар од Британија кој напишал една реченица потврди дека вие сте праведниците. Прејако. И од овие пишувања на британските медиуми дознаваме дека според разговорите што се воделе, мигрантите треба бидат интегрирани, да бидат присутни на нашиот пазар на трудот, особено во градежништвото, и тука да имаат трајни живеалишта. Трајни живеалишта ќе имаат само во вашите пресконференции, во кои исто така ќе бидат интегрирани. Премиерот повторно и попусто проба да ви посочи колку е саат на темата, дали ова што го зборувате е точно. Апсолутно не. Напротив, ние можеме да водиме кампања за зајакната антиилегална миграција. Со индигнација ги отфрлам овие шпекулации дека апсолутно планираме било какви кампови на илегални мигранти да правиме. Сега да дојдеме до суштината, тоа што беше во рамките на британските медии. Едно е, они викаат failed asylum seekers. Тоа што значи? Неуспешни апликанти за азил, да ги праќаат во трети земји. Да потенцирам и да кажам јасно и гласно пред македонската јавност дека таква тема не е разговарана. Но доколку се разговара, исто така ќе биде одбиена од наша страна. Што е разговарано? Разговарано дека заеднички ќе се бориме против илегалната миграција. Дека јас сум премиер, дека сум јас претседател на оваа влада. Нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант. Напротив, ќе зајакнеме нашата борба заедно со нашите сојузници во рамките на НАТО против илегалната миграција. И сега, за да ја заокружиме поентата, хајде одиме пак назад на оној прес кога СДС викаше ВМРО лаже дека ќе има мигранти. Граѓаните, почитувани, одамна му го завртеа грбот на Мицкоски, го испратија во опозиција. Не успеа Мицкоски досега, а нема да успее ниту понатаму. Нема одбрана на криминалот на режимот. Граѓаните не заслужуваат ниту Мицкоски да ги лаже, ниту да брани криминал. Затоа Мицкоски уште долго останува во опозиција. Благодарам. Благодарам и јас. Сега, да сумираме како стојат нештата во моментот. Човекот кој е премиер има 30-40% доверба кај граѓаните, за разлика од вашиот денешен ВД лидер кој има убава кола. Станал она што станал затоа што народот му верува. Зошто му верува? Бидејќи стои на ветеното и не лаже, на кратко кажано. Од спротивните причини СДС стана трета-четврта партија во Македонија. Не знам на кој место е во моментов. Ама плочата, иако расипана, упорно си врти, си врти. Еве уште едно парче во кое СДС беше со друг ниет исто од пред 5-6 години. Приминувајќи ја својата добро позната стратегија, народот да го држат во страв и неизвестност, продолжуваат и сега. Па така оние, кои 15.000 наши сограѓани и повеќе од 500.000 сонародници
ги направија емигранти низ целиот свет се дрзнуваат да збораат за некакви си кампови и населби за бегалци, па уште ќе организирале и референдум. Господа од ДПМН, мигранти нема да има. И сега, ако ги споиме видеава на СДС 2020 и СДС 2025, дај бе нека се договорат меѓу себе, ке има или ке нема мигранти. Ама ај ке каже некој, попусто тогаш на времето сигурно вревеле ВМРО-вциве, како што денес вреви СДСМ. Измислували и ВМРО-вците приказни за мигранти. Или не баш. Венко Филипче, активно како министер во владата на Заев, во 2018 година учествувал во носењето план за проект за изградба на прифатен центар на мигранти во Бардовци. Имено, во службен весник на Република Македонија, на ден 26.1.2018, број 16, страна 189, точка 1.6 стои, цитирам, еве го службениот весник, кај точката 1.6, ке цитирам, изработка на државно урбанистичко планска документација за прифатен центар на странци за потребите на секторот за гранични работи и миграции при Министерството за внатрешни работи на КП број 35, запишана во имотен лист број 2140 за КО Бардовци. Ова е тоа. И ова е поминато на влада и за тоа Венко Филипче гласал со две раце. Овие мигранти кои тогаш Филипче сакал да ги прими, се истите тие мигранти кои сега прават проблеми во Европа. Да не беше притисокот ВМРО ДПМН тогаш, денес ке имаше мигранти во Македонија. Венко Филипче и СДС имале партиска и државна политика за населување мигранти. И овој документ кој што само што го покажавме е доказ за тоа. Наречете ме лековерен, ама службен весник во Македонија ми има малку повеќе релевантност на темава од приватен весник од Англија. Се разбира дека сето ова е неважно за нашите пријатели од Бихачка, бидејќи тие упорно тргнаа да се посипуваат повторно со пепел и тоа тие. А толку беа уверливи на времето. Овој податок многу добро го знаат во ДПМН, но познавајќи го нивниот метод за манипулација, наредно се очекува да организираат и референдум за марсовци. Смешно, смешно. Иако тој податок, кој бил неточен, во службен весник марсовци веројатно го ставиле. Марсовци да не го гласаа на влада во која Филипче беше министер. Сигурно марсовците седеле во владата, не е ништо спорно. Добра тема се марсовциве, да ви кажам право. Треба и тие да ги употребат деновиве на прес од СДС. СДС го спушти на 130.000 гласови. Ја направи петата по големина партија во град Скопје, организира протест на измислена тема и нуди декларација за тема што не постои. Му препорачуваме да повика на Марс за заштита на зимзелените дрвја на Марс, бидејќи колку што има зимзелени дрва на Марс, толку ќе има и мигранти и тука. Аха, признава ВМРО дека ќе има мигранти, бидејќи па кој не ги видел зимзелените дрвја на Марс? Тој што не верува дека има зимзелени дрва на Марс, тој е антидржавен елемент, јас да ви кажам. Сценариото на филмот Марс напаѓа не е рамно на овие политички гимнастики од заштитниците од СДС кои во моментов се безгајле на браникот на Македонија, бидејќи се многу добро познати како бранители на Македонија меѓу народот. И се тоа, замислете, македонските граѓани го дознаваат од странски медиуми. Ова е апсолутно недозволиво. Ова е скандал од невидени размери. Ту им го расипа планот, а баш мислеа ВМРО-вциве да донесат 10-20 мигранти, кои никој немаше да ги забележи. Ама ете тој странскиот медиум го расипа планот. Што да се прави сега? Еј, колку сте опасни вие на браникот. Човече, боже, страв ме фаќа уште додека ве слушам вака и ве гледам на пресконференција. Ова е една грамадна моќ и безбедна е Македонија со вас, кога сте надвор од власта. И забавна е, додуша, мора да признам. Дали ќе гледаме центри за мигранти на секаде низ држава, во сите општини и во сите градови? Дали ќе дозволиме така наречените патриоти од ВМРО ДПМН да претворат Македонија во мека за мигранти, додека исто така од странски медиуми дознаваме дека околните земји
Овој предлог експлицитно го одбиле. Абе, експлицитно би го одбиле и македонците, кои не ни разговарале на оваа тема. Тоа го потврди британскиот амбасадор, еве на Мицкоски, ако не му веруваш. Не се ни разговарало за ова. Ама, ајде, многу сакам да ја провериме и оваа логика. А вака ќе ја провериме. ВМРО ќе донесе мигранти, иако демантира дека ќе донесе мигранти, зашто? Веројатно за народот да види дека ВМРО лаже. Значи, стратегија изгледа на Мицкоски е да каже дека нема да има мигранти и после да ги донесе. Зошто? За да изгубат на избори. Намерно го прават сето ова, за да си ги завршат политичките кариери и да ја уништат Македонија. Логично, нели? Ама, Венко ќе ја спаси, без гајле. Ете, низ ЕУ биле построги правилата. Значи, луѓе, нема дилема. Ајде, бугари во устав, за да нема мигранти по улиците. Ура! Дали може да очекуваме дека на мигрантите ќе им бидат дадени македонски пасоши и ќе бидат гласачка машинерија на ВМРО ДПМН? Сепак се ближат избори. Човече, може. Што е ова, бе? Абе, да не си бил претходната ноќ на некој концерт. Што е ова, бе? Што е ова? Се слушате или што зборувате? Ајме мени, ајде да ја провериме и оваа логика. Фактички изгледа ВМРО планирал да го смени целиот народ во Македонија. Народ кој што ги гласа. Добро, за да донесе мигранти. Зошто? За да ги гласа. На местото на народот кој ги гласа. Има логика, нели? Има, бе, како нема. Ако си бил на концерт претходната ноќ. Чудесно. Мислам дека мора да кажеме одлучно не. Време е да се крене гласот на народот. Ги повикавам граѓаните да не поддржат и да ни помогнат да го спречиме ова антидржавно и антинационално однесување на патриотската, така наречена влада на ВМРО ДПМН. Дали ова цената што треба да се плати за да се добие кредит од 6 милиарди евра, кои ќе ги оплаќаат многу следни генерации, следните децении, за да оваа влада тие пари ги потроши на договори во 4 очи. А дали тие уствари сакаат да го урнат кредитот со Британија, за да сме финансиски помалку независни и да мора да дојдат мигрантите во уставот, добрите соседи во уставот, за да не спасува ЕУ со нивните фондови? Тоа ли е планот? Виш како лесно се измислуваат наративи? Иако нели не е баш без логика ова што сега го смислив. Ќе покренеме за почеток иницијатива онлайн против ова. Ќе следат и следни чекори. Ги повикувам сите граѓани. Помогнете да ја зачуваме нашата татковина. Помогнете да ја зачуваме безбедноста и иднината на Македонија. Доколку власта го игнорира овој чекор, ќе следат други посилни чекори. Леле, тргнаа во битка за Македонија војводите од Бихачка. Ќе ја спасувале државата. Како? Со онлайн петиција. Отворете и телефони за донација, луѓе, да пуштиме по некое стотче, да одите на одмор, бидејќи очигледно 2 месеци без крстарење со јахта сериозно влијае на здравието. Дали ќе чекаме овие сценарија кои што ги спомнав да се остварат? Дали ќе ја загрозиме безбедноста на граѓаните? Не, нема да чекаме да се остварат, нема да чекаме. Веднаш ќе ти поверуваме и ќе тргнеме со тебе во бој, лидеру наш Светол. Само ти намигни, ти оком, ние хоп скоком, до крај со тебе. Аплауз бе, луѓе, сите излезете веднаш на тераса. Аплауз за Венко. Кој не аплаудира, тој е мигрант. Доле влада, горе Венко, ле, але. Дали лажат британските медиуми? Да. Дали Европска унија лаже? Не знам зошто ја споменуваш, ама да. И ЕУ лаже, например, дека ќе влеземе кај нив со сменето име. Дали лаже Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Да. Работата не е завршена. Наскоро следуваат нови бомби. Секој што краде, ќе одговара. Ау, ме наежи сиот. Работата не е завршена. Која работа, бе, оти? Која работа? Пред месец дена стана 5-та партија во Скопје. Која работа, човеку? Или од Заев работата не е завршена, демек, па сега и бомби некакви на пресконференции ќе тераш, за да си како твојот идеолошки гуру. Неговата слава на твојот муртински Цезар, таа слава ќе ја земеш за да ја довршиш работата. Која работа?
да се доплячка државава, да се допрелажи народов. Која работа не е завршена? Бугарите во уставот, идентитетот не е дозавршен, уште малку остана да се дорендат. Која работа? А која и да е работата? Направете онлайн петиција. И ете, ако на неја има 126.000 гласови, значи 1-2.000 повеќе од на локалните избори, веднаш да побарате предвремени избори. Мапет шоу не е рамно на овие представи. И на крај, кога и оваа бомба ќе испадне прдеж во дискотека, односно никој нема да ја приметува за некое време, ќе излезете повторно на прес и ќе кажете дека благодарение на храбрата борба ваша, вие ја спасивте Македонија од ВМРО-вските мигранти. Како што Џони Џанак го спаси Скопје од крокодили, ВМРО-вски исто така се разбира. Да погледнеме. Не се стегајте, господжи. Лавао. Прскам. Пази, слушај, ова е јако што прскам. Да не ти се сврти у глава, Џони, може малце да те зашамути, не диши цело. Лагано, лавао. А што правиш у ствари? Прскам, како што не дека прскам. Прскаш против што? Прскаме против крокодили. Дечко, тука нема крокодили? Па нема не. Како да има секој ден прскам, мислам, гледаш, кајки има, ја тикам само ја работам. Браво! И Венко вака прска против мигранти. И после, кајки има мигранти кога секој ден се прска, нели? Спиете мирно, луѓе. Но пред тоа, пред да си легнете и да спиете мирно, потпишете се на онлайн петицијата против планот на владата да пушта крокодили по улиците. Има СДС информации за тоа, аха? Што знаеш? За секој случај. Да не работи само Венко во државава. Помогнете му, потпишете се на онлайн петицијата. Страшно. Одиме на разговорот во студио, луѓе. Вечерва со новинарот и аналитичар Цветин Чилиманов. Што да ви кажам, знаете дека ќе биде интересно. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу, четврточно издание, прво за оваа недела, доаѓа до делот каде што јас ќе разговарам со мојот вечерашен гостин. По втор пат мислам дека е во оваа емисија, така ли е? Да. Цветин Чилиманов, новинар, аналитичар, човек со богато искуство. Си работел во многу новински куки, си бил и дописник за Македонската информативна агенција од Вашингтон. Мислам и во со BBC имаш некој? Да, имам кратко време, да. Никој не е совршен. Сите правиме грешки во животот. Да, деновиве си се извинуваа малку, ама... Да, баш ги подбра прописно. Се случува. На почетокот на емисијата, само ќе ми дозволиш, сакам да искоментирам за синокешниот напад врз редакцијата на Инфомакс. Јас дури утринава ја видов таа вест, која што е, мислам, настанот е за секаква осуда. Никаков напад врз никого, нели се разбира дека не е за толерирање, особено напад врз новинари кои што мора да си ја работат својата работа онака како што тоа законот го препишува. Без оглед кој како размислува, напад врз новинар е за максимална осуда и ја поздравувам брзата реакција на Министерството за внатрешни работи и нека си го спроведат понатаму случајот до крај, како што се дозна барем до овој момент оние информации кои што ги има јавноста, се работи човекот кој што отишол таму, кршел врати, се обидел физички да се пресмета со редакцијата, е некој кој што има историјат на лекување во душевна болница. На суд нека си го докажува тој тоа, нека си објаснува што сакал, како сакал да направи, но напад врз новинар не смее да се толерира. Но и уште една работа тука сакам да искоментирам во врска со забелешките синоќа на уредникот на Инфомакс Александар Митовски Мечка, дека се создала општествена атмосфера од страна на власта, провладините, мислам дека власта ја таргетираше, која што создала атмосфера против Инфомакс и како резултат на тоа, се од прилика парафразирам што кажа Мечка, дека поради како последица на тоа дошол демек и овој напад, затоа што тој човек таму, насилникот, урлал дека бил згрозен од нивните напади кон премиерот и така натака, и дека нели нападот е резултат на
така создадената атмосфера, според мене тоа е далеку од вистината, бидејќи тоа е исто како да кажеме дека ако утре ден има напад врз било кој министер во власта или пратени, дека за тоа се виновни Инфомакс, бидејќи создале таква атмосфера. Мислам дека нема потреба да се тегне армониката народски кажано и да се политизира дури еден ваков случај, просто треба да се осуди насилството, полицијата да се спроведе што треба да спроведе, ако оценува некој дека се не знам, загрозени, дека во континуитет може да бидат и обезбедување од полицијата, нека им се додели, доколку тоа е законски, бидејќи напад врз новинари, напад врз службено лице и се надевам дека ќе биде најригорозно санкциониран. Цветин, ако сакаш нешто да искоментираш или додадеш нова повели. Па не, навистина, тоа е тоа, мислам, за секаква осуда и секаков обид за напад врз новинари, атмосферата политичка е таква да се разбира дека ќе има обиди да се исполитизира овој инцидент. Сме поминале многу пати во минатото низ ова, да видиме како ќе се што дополнително ќе да знаеме, се уште е рано да видиме кој бил човекот, што било позадината. Кои се мотивите. Може би стварно има, ајде да не глумам диагностичар сега, не е важно. Има кој тоа да го прави. Не сме се виделе одамна, имаме актуелни теми никогаш не достигаат и од домашната политичка сцена, и за Европа, и за случувањата на светско ниво. Ти ја познаваш, одлично следиш состојбата во Соединетите Американски држави, ама јас би да тргнеме од Македонија. Еве, уште еден ден помина без мигранти и затоа му благодариме на председателот на СДСМ Венко Филипче, кој што и денес ја спаси Македонија од мигранти и се надевам дека ќе продолжи да ја спасува и во периодот кој што следи. Имаат ли некој нов советник на Бихачка кој што решил сега да им бризга некоја нова енергија, па еве, како плод на тоа и оваа смешна нивна операција во врска со бранењето на Македонија. Сега се тие на браникот на Македонија од мигрантите. Да, многу неверојатен присврт е ова за СДСМ, значи се сеќаваме дека во екот на кризата 2015-16, кога Македонија реално се соочи со огромни бранови мигранти и реално Македонија беше првен пропусна, но потоа стана Македонија беше браникот за да ја запре таа криза во Европа. Во исто време СДСМ организираше шарената револуција. Кога нас не беше потребна полиција на границата со Гевгелија да се запрет тие мигранти, СДСМ организираше насилни протести во Скопје, полицијата да биде во Скопје. Кога по шарената револуција излега мејлови од централата на Сорос. Голем скандал излезе, по 10 ликс, во повеќе наврати излегуваат такви мејлови. Во еден од нив, во еден од тие ситови се покажа дека во Скопје, во централата на Отворено општество, имало лица задолжени секоја недела да прекаат извештаи во Њујорк, да информираат колку мигранти поминале, дали имаат некакви пречки од македонските власти, дали непречено се движи текот. И сега, например, имавме ситуација кога Македонија нормално не може да пропушти било кого, не може ти да влезеш едноставно. Од мејловите се гледаше координација со невладени организации кои што работат во правни прашања, како да се најде некаква дупка Македонија да ги пропушти мигрантиве, сега да побараат азил, може да им дозволиш да влезат ако побараат азил. Ама во тој случај, при евентуална депортација, Македонија треба да ги депортира, да разгледува тоа барање за азил. Нормално Македонија нема капацитет. Земјата кај што е поднесено барањето, така? Па измислија некоја варијанта да пуштиме мигрант да влезе со најава дека има желба да поднесе азил, во рок од 3 дена да му дозволиме да го чекаме да поднесе, во кое време дали со возови, дали со да го изнесеме од Македонија до неговата крајна дестинација. Да, до Табановца да го однесеме до Ваксинца се да во Куки, нели? И да помине во Србија. Значи, апсолутно целата логистика на невладени организации поврзани со СДСМ беше како оваа мигрантска криза да тече непречено, што е можно повеќе, значи околу 1,5-2 милиони мигранти поминаа низ Македонија, Србија, Хрватска до Германија. Дел од нив учествуваа во нападите на, кој не се лажам, на Париз и на Брисел. Тие два поврзани напади што беа еден по друг. Да не збориме за политичките последици по цела Европа, откако... Мислиш дека Сорос е чадор? Не мислиш, него тие протечени имейлови го... Дека Сорос е чадорот кој што за да си ја спроведе својата агенда на политичко ниво, нели, користи некакви ранливи групи, тоа го прави и со ромите
долго време, нели беше нивни заштитник и покрај таа агенда после си ги тера и другите агенди, дека и со мигрантите имало такви обиди баш во период кога во Македонија се случуваше таа шарена револуција, во големи наводници револуција, дека и мигрантите беа како алатка можеби користени. Јас се сеќавам тогашната претходното ВМРО, колоквијално кажано, ги зборуваше овие теми, тогаш беше исмевано од тогашната опозиција, точно од СДСМ, дека тоа се лаги за мигранти и така натака и така натака. Денес работи во 180 степени се превртија, како и во случајот со нели Бугарија или Србија, блискост, односи со соседите, но помнам некои можеби беа и неформални муабети, не знам до јавност дали тоа стигна, дека Хојти, се сеќаваме сите на Хојти, дека директно има барано од претходниот премиер, од редовитен ВМРО Никола Груевски, некакви остапки во однос на мигрантите. Јасно е дека тоа беше висок политички интерес на американските дипломати кои што ги финансира овие невладини организации преку USAID, че конкретно има грантови дадено на организации во Македонија за правна помош на мигрантите од страна на американскиот USAID. Значи, тоа се јавни податоци под маса што се правеле, какви притисоци се вршала, но јасно е дека насоката беше Македонија да дозволи оваа мигрантска криза да продолжи. Во исто време, тогаш датира нели тоа навистина цементирање на односите на ВМРО ДПМН со Орбан во Унгарија, со Курц во Австрија, со Фицо во Словачка, кои што беа политичари кои што застана, кои што река чекај тоа мора да престане. Тие испратија дури на крај полиција, војска, дури жицата што ја монтиравме ни беше донација, да речеме, од овие вишеградски централноевропски држави. И сега Македонија тука ВМРО можеше тука и да се пазари со тоа прашање, можеше да еве како што кажа да преговара со Берлин, со Брисел, со Вашингтон, на кои што очигледно посебно овие левичарски либерални соросидни кругови им беше во интерес оваа криза да продолжи. Значи да не си правиме уште еден проблем, каде имаме веќе активна обоена револуција против нас, па уште и дополнително им газиме на жулј на истите овие кругови со тоа што ја затвораме границата. Но еве, сепак Македонија се соочи дури со дополнителен меѓународен притисок, конкретно десната опција во Македонија, ВМРО, за да ја затвори границата кон Грција. Тоа е веќе навистина докажан минат труд за запирање став по однос на некое прашање. Да. Меѓу другото, никој не остана тие мигранти во Македонија додека нели ВМРО беше на власт. Мислам дека остана една жена од Курдистан остана која што се омажи со некој наш полицаец. Така да нето прилив од 1,5 – 2 милиони мигранти не беше еден човек. Додека СДСМ беше цело време апсолутно на спротивната страна. Мерсиха ли се викаше таа? Мерсиха беше активна, Легис беше активен. Мерсиха беше и во некој одбор, централен одбор на СДСМ, Refugees Welcome и така натака. Да. И сега гледаме промена на плочата. Но она што е интересно, прво, дали мислиш дека операцијата која што започна од британски медиум е сработено сценарио, односно наменски сработена, и ако е, дали е со единечна или двојна цел? Односно, дали примарната и основна цел е во Британија да се напаѓа премиерот поради неговите стави, или со Руанда беа споредби правен, или можеби и Македонија тука случајно влегува во контекстот, или баш тоа и не е така. Јас се сеќавам, текстот го прочитав на Daily Mail, цитираат и Таймс, веројатно и лондонски Таймс има пишувано на темата, но во текстот никаде не се цитира никаков официјален извор, туку онака баш анонимни извори посочуваат. Но тоа е како истата вест од пред 4-5 месеци, само сега некако препакувана. Во веста стои дека Босна одбила, како што одби и тогаш, Албанија каков начин на соработка има со Италија. За Македонија буквално ништо ново во меѓувреме не се деси, овие како да го препакува стариот филм во едно ново пакување. СДСМ се преплашени од тоа дека десна македонска опција ќе има добри односи со голема западна држава. Ние веќе еднаш бевме во оваа ситуација кога Дейвид Камерон имаше перфектни односи со ВМРО ДПМН, дури пред да стане премиер како пратеник, на колумни пишувано за Македонија, имаше напишано дека не знаме поддржува Македонија во спорот со името со Грција. Значи еден невиден и потоа тој човек станува премиер на Британија.
И имавме ситуација пред избори во Британија, Телеграф беше тогаш, се повикуваше на македонски новинари и на некои политичари од СДСМ, мислам на Макрадули, на некои такви ликови, објавија репортажа во која што го напаѓа дека имало некакви коруптивни врски неговиот интерес во Македонија. И факти односи беа нарушени. Потоа ние веќе таков однос немавме. Значи тоа им успеа. Сега види, тоа е на пример масовна штета СДСМ со тоа направи на Македонија како држава. Бидејќи сега ти да имаш поддршка од такво ниво... Британија и ти да рушиш, да ја саботираш, зашто тебе ти е политички опортуно. Нив им помогна, нив потоа им доаѓаше Герет, тука им помагаше нешто за шарената, ги донесе на власт некој време, да. Но на државата направија ненадомислива штета, значи не мислам, во СДСМ смета дека само тие единствено ексклузивно треба да имаат односи со западните држави, сите грантови дојдат кај нив, целата комуникација дојде преку нив. И кога се подпишуваше се договорот за поволен кредит со Британија, истото беше. Исто вака малце помала хистерија имаше од СДСМ во однос на мигрантите. Дури тогаш и британскиот амбасадор на пресконференција со премиерот Мицкоски, мислам дека беше, кажа дека нема такво нешто, туку дека имаме ние соработка за спречување на илегален влез на мигранти, меѓутоа ете ништо од тоа не важи, нов ден нов късмет и решија да си го пробаат късметот. Но како од комуникацијски аспект личи ова, излегува кој да е британски весник со една таква информација која што не се темели на никакви цитати официјални лица, дури немаше ни прашање до владата, некои медиуми пишуваат наводно, можеби, мислам дека Бојаровски на Рацин, дека според негови информации се обратиле до владата, а владата ништо не одговорила. Што ми е чудно, тоа ќе го наведеа тие во текстот, доколку беше така. Елем, премиерот изричито пред камера кажува дека нити имало, нити има, нити ќе има таков договор со Британија. Го игнорира тоа опозицијата и вика ние протести ќе правиме, масовни, ќе започнеме да ја браниме Македонија со онлайн петиција. Јас спијам многу помирно од како најавија онлайн петиција. Се уште не сум стигнал, чекам да бидам милионитиот потписник. 999.999 и јас милионот да го заокружам. И понатаму најавуваат масовни протести, што е очигледно, нели тие сакаат да направат некаква атмосфера, некакво раздвижување во сопственото тkiво, но нели е малце шизофрено, не е тежок збор во овој контекст, да сите негираат, ти викаш не. Ќе ја браниме ние Македонија од мигранти. Вчера постирав еден клип од К15 кај што еден прска против крокодили. И соговорникот му вика, ама какви крокодили, вика, прскаш против нив, кога тука нема крокодили. Вика, па нема, пошто прскам секој ден. Не, навистина неверојатна трансформација од партија која што буквално работеше со таков тип на организација, левичарски организации, границите на Европа да бидат отворени неконтролирано во недоглед и која што го напаѓаше ВМРО кога ВМРО плати висока цена по себе политичка за да затвори таа граница, не напаѓа дури ако се сеќаваш тогаш и за егејците не ги спомнува. Се сеќаваш имаше една кампања сме го изневерила. Значи нели егејците кои што не биле примени од македонската левица, од Југославија, кои што биле до Ташкент депортирани, па дури после со судни маки се имаат враќано од полски, од словачки, тие што се вратила. Не ги спомнуваа како може вие сега го навредувате споменот на егејците, не сакате да примите X, неограничен инфинит број на афганистанци и сирици и да ги однесете во Германија. За сега, например, лидерот на таа партија која што беше на СДСМ, која што беше мултикултурна, мултиетничка, нема нации, ние сите во Европа ќе влеземе, ќе се претопиме. Па што е важно ако сме ние биле македонци, можеме било што да бидеме сега, нели, треба се смени идентитет за да влеземе во ЕУ. Значи тоа е таа партија. Сега посигнува по реторика, че човекот е доктор, медицинско лице, користи реторика која што на пресконференцијата потсети дека кажа дека мигрантите може да донесат и болести. Ги нарече криминалци, силувачи и потенцијални носители на болест. Шират зараза. Јас го прочитав тоа кај тебе во колумна и се шокирав.
Не ја слушна пресконференцијата целосно, се шокирав. Венко Филипче не плаши нас дека мигрантите ќе носеле болести. Тој говор на што потсеќа? Тоа е навистина реторика која што ВМРО да ја користеше во времето на 2015-16 кога навистина имаше криза, ќе бевме осудувани од сите страни, значи. Фашисти, нацисти. Па таа реторика буквално потекнува од нацистичка Германија, мислам. Значи ние многу тврдо и јасно стоеше ВМРО на позицијата дека нормална држава мора да има граници, не може континентот да биде без граници, но сепак тоа може да се каже без посегнување по таква реторика, мислам дека не личи лидер, може новинар, може на Твитер да се стави, лидер на партија. На крајен дел здравствените власти може да алармираат ако има некаков транзит на, не знам се, да не импровизирам, но дека нели треба да се извршат сите прегледи, вакцинации, чуде така. Но не се, да не одам натака. Пишуваш ти во твојата колумна посветена на оваа тема, подсетуваш и на Мила Царовска. Да. Значи, ние имаме некаква стратегија за интегрирање на мигранти, која што пак напишана под налог, под притисок на тие невладени организации, која што игнорираме. 2018-19? Има и претходно донесена. Ние нормално игнорираме таа стратегија под проста причина што немаме бегалци. Таа да речеме, у случај, ние навистина сме имале бегалци. И знаеме како сме ги изменаџирале, нели? Кампови ги враќаш на тамо кај што дошла. 2000 година. Штом ќе стане безбедно и готово. Значи не помал број неколку илјади останаа роми претачно од Косово и тука во ред се применуваше кон нив и со меѓународна помош пари за да научат некакви занаети, да не знам. Но сепак насоката беше да се вратат во Косово, што е можно поскоро. Целта беше да не му се даде победа на тој што ги избркал од Косово, нели Милошевиќ или како и да било, да така што ќе ги успешно ќе ги протера, него да се вратат. Иако додуше на крај тие повеќето беа од учека бегаа ромите, албанците се вратија. Царовска во мандатот на СДСМ почна да носи подзаконски акти. Идејата беше да се донесат сега конкретни определби, конкретни акти со кои што навистина овие мерки ќе важат за бегалци од Сирија, од Авганистан, кои што немаат намера да се вратат дома, него тргнале кон Европа, значи пристап до образование, јавно, пристап до јавно здравство, пристап до пазар на труд, тоа социјална помош. Тоа се веќе услови тие луѓе да останат тука. Значи ние имавме 1,5 милион транзитни мигранти, од кои што кажавме една жена остана, привремено и тоа. Ти ако поставиш услови за нивно останување, може да се деси да остане некој. Значи тоа беше политика на СДСМ. И таа политичка опција решава да ја плаши јавност. Односно, тоа се вика, не знам дали си го гледал филмот Our Brand is Crisis, кога одат некакви си консултанти од Америка, претпоставам, во некоја јужноамеричка земја на председателски избори, за да му помогна на кандидатов кој што заостанува. Вика, мора да направиме криза и после ти ќе го даеш решението за таа криза. И ова изгледа баш нешто како таков текстбук, но без да го знае новиот консултант, кој да е, ако го имаат, претпоставувам дека имаат, без да го знае контекстот или без да се труди премногу околу контекстот, туку веројатно ќе ги обричи уште еднаш, ќе им ги земе парите и ќе си замине и ќе останат пак со празни раце после ова. Имаат некои консултанти и сопштенијата, ако им ги читаш во последно време. Страшно, драматуршки нешто, хумореска, колумни, како да земат да пишува. Мислам, се окей, ако беа некаква партија од 400 члена, која што решава на тој начин да биде повидлива, ама од за себе вела дека се државотворената партија и да пушта некакви толкави чаршафи, како да има драмска секција нова. Мене ми е импресивно да поплюка жвака на нешто што до вчера си го промовирал, значи отворена Европа, мултикултурна, без граници, сите да се претопиме. Се да станеш ксенофоб, малтене, така. И знаеш, ова е многу силен индикатор што ќе прават понатаму и по други прашања. Да, ти поставаш тука една супер теза, повели. Ти имаат, да речеме, една огромна работа што им ги има уништен, урнисан угледот е начинот на коалицирање со албанските партии, значи со ДУИ. Од така што беа донесени на власт со позајмени албански гласови кои што еднаш ги добија 2016 година и никогаш повторно, наменски дадени специјално со цел да се ослабне стожерната македонска партија, да се донесат СДСМ на власт, да почнат да потпишуваат, албанците жртвуваа 5 до 10 пратеници, сигурно. 50.000 сигурно беа. 50 до 70 се преполовија како пратеничка група. Сигурно 10 пратеника сигурно изгубија етнички за да добијат
нели жртвуваш пион да добиеш крал. Неколку пиона жртвуваа за да добија Заев на СДСМ. Заев како кралица. За да биде конкурент за формирање влада. И сега и тоа се заврши така што на пример СДСМ остана како помал коалицијски партнер во однос на ДУИ, премиер албанец, Министерство за надворешни што преговара за македонскиот идентитет со Бугарија, албанец, министер и заменик министер беше. Финанси, значи позиција што тоа се тие стожерни министерства, финанси, надворешни, внатрешни. Од тие две им дада на ДУИ. Спикер на собрание, ајде, образование, здравство, значи, навистина стожерни министерства им дада, без преседан. За на крај да заврши владата на Ковачевски, мислам последната или предпоследната, да се пола-пола да е етничкиот сооднос. Ако го гледаме, а сега го анализираме чисто од политички аспект, кој како со кого тргува. Партија со 3 пратења имаше 3 министри. На крај дава министерства, ги трампаа, на пример, појаки министерства како правда, за екологија, да остане номинално македонец, ама сепак да удоволат уште некој коалицијски партнер што ќе дојдеше, нели, Ахмети, како што ги врташе помалива албански партии. ВМРО сега има една добро балансирана коалиција со Влен, разумно балансирана, значи демографски, колку што е Македонија, нели, демографски, според, реално, не според пописот што го направија Заев и Ахмети, од прилика тоа е соодносот во владата сега. Без срам и перда, СДСМ излегува, напаѓа дека, не знам, ВМРО премногу отстапки дало кон албанците. Да. Значи, чудесно. Те напаѓаат за нешто каде што се, например, уште покабаат него, например, по мигрантското прашање. Сето тоа е подготовка за клучниот момент, кој што доколку дојде до некаков компромис со Бугарија, меѓу што е многу малку веројатно, бидејќи, нели, Бугарија повторно влегува во политичка криза. Ќе ги анализираме тие можни варијанти малку подоцна, но може да очекуваме дека како што Филип Чод, нели, партија која што е за Европа без граници, која што е за коалицирање со албански фактор пред избори, се што треба да им се даде, нели, мултиетничка партија, не знам, сами има и албанци, и министри, и пратеници и така натаму, а сега те напаѓа дека премногу се дал од македонските национални интереси во однос на албанците. Партија која што, нели, вели дека мора да се направат сите можни отстапки кон Бугарија веднаш со временски рок. Кариерата рече би жртвувал само за да се смени уставот. Утре тие се апсолутно подготвени, значи како што се свртеа по прашање на мигрантите, по прашање на отстапки кон албанците, утре доколку има некаков договор со Бугарија, можност за договор. Одложено дејство, како што бара да речеме сега Мицковски, одредени отстапки според бугарските законодавства, правила кон македонците во Пиринска Македонија, гаранции дека ова ќе биде навистина последно до, нели, некој однос да важи, некој однос на взаемно уважување на малцинствата, па така да идеме напред со Бугарија. Ако таква нешто се постигне и да се деблокира, нели, евроинтеграцијата и да се внесат, нели, бугарите во уставот, значи апсолутно овој Филипче што го гледаме сега дека без срам може да погази се што до вчера зборувала, апсолутно ќе се сврти и по тоа прашање и ќе го напаѓа ВМРО дека ќе брани Македонија од бугарите и ќе собира онлайн петиции. Ништо чудно и за името да го обвинат премиерот зошто не го врати името. Тоа ме потсеќа малку и на состојбата во Србија, кај што денешната и опозицијата од изминативе колку е 3-14 години Вучич на власт, едно време онака зема Косово да го брани. Да, а така не беа баш такви поделени картите предходно. Кај нас правиш шарините, кај нас има и националистички елементи, ако се сетиваш, например, Стојанче, Љубегова да едно време, нели? Тоа име по шаблон, тој во Унгарија се прави да има... Да ги собери сите, да. За секој да се препознае во одреден сегмент. Од сите страни да го нападнеш. Еве го напаѓаш примерно, нели, од урбано граѓанство кое што не верува во верава нација, тоа има примерното гласачко тело и во Бугарија е така, и во Унгарија, и во Србија, и кај нас, но бидејќи бројките не се тие, не можеш секогаш очигледно да се подпреш на албански гласови или не знам, еве во Унгарија, во Србија не имаат па доволно големо малцинство да ги донесе на власт како кај нас Заев што го донесува и бараат ајде да пробаме да го нападнеме оваа десна опција, од уште по-десно, ќе најдеме некоја шајшутка. Сега Венко ја напаѓа десната опција од уште по-десно, што е надреално. Во ништо не веруваат, ништо не има, нели, свето, ни нашите, ни нивните принципи, значи преку живи луѓе ќе газат како што, нели, Заев. Сме виделе такви прилики до сега, да.
И мисля дека ќе им помине, искрено не верувам, ама... Филипче вика дека имал извори од Британија кои што му потврдиле дека имала владата договор за мигранти. Супер, одлично. Албанија има договор со Италија. Во моментов има 27 Албанија со Италија има договор, ама само со Италија. Ништо има договор со Италија. Има Албанија клекнува премиерот пред премиерката на Италија. Што да му каже италијанската премиерка, он ќе направи. Сакаш воена база некаде да ги сместиме, за 10.000, за 3 дизајниране за 30.000 да се обработат во текот на годината. Значи може да смести, не знам, 3-5.000 во секој момент. Има 27 луѓе во момент. 27. Невозможно е да депортираш човек од Италија, која што има многу пониски правила на заштита на мигранти од Британија. Британија е со традиција, значи неколку нивоа над. Значи имаш многу силни левичарски организации во низ цела Европа, соросидни организации, кои се состојат од бродови кои што патролираат по Средоземно море, им помагаат, ги спасуваат мигрантиве со чамци, ги носат до Сицилија, до Лампедуза. Ние ги гледавме кај Гевгелија, им печатаа мапи, точаци им носа прва помош, медицинска заштита, правна заштита, знаеме како оперираат. Голем дел од овие организации, правната помош, за кога ќе стигне до конечната дестинација, која ќе побара азил, да му најдат, мислам, азил, еве, ние имаме искуство, значи Драган Богдановски имал азил. Поинтата на азилот не е да примиш ти целата популација на некоја држава што е поробена, ти треба да примеш 5, 10, 200 луѓе, да пример елитата, политичката елита, да се организира можеби некакво движење во Америка, во Британија, во Германија, во Италија, во Шведска, околу тие луѓе што ќе ги примиш до моментот кога државата од која што побегнала, нели, ќе можеш да ги донесеш на власт, надежно, нели, демократија да воведат, да не мора народот да бега од таму. Значи, конкретно, како мерка е воведено за рушење на комунистичките режими. Овие правни организации измислуваат дека не, азил важи за сите, од селанец до занетчија, до работников фабрика, до интелектуалната кој што по никој, ете така, сакам азил. Економски азил измисля. Сиромашен сум во не знам, Сирија, во Јордан. Господи, и им помагаат да поднесат азил, нешто што воопшто не би требало да важи за 99% од населението на, не знам, Азија, Африка. Ќе дојде, ќе помине таа долготрајна процедура, во меѓувреме социјална помош, сместување во Британија, во Германија. Ние имавме доста, често пати имавме, нели, ромската заедница да доста луѓе во Белгија бара азил, случна дека даваат пари, сместување, додека не ти го одбијат барањето, тоа трае 6 месеци, година дена. После демократската Германија во 2014-15 и даде ишарет на нашата власт, ромите што тргаат за Германија од наша граница да ги враќаат. Ние да ги, а не они да ги, не да филтрираат, они да не им пишуваат. Ние да бидеме лошите, и срамотно е тоа што се случувало, што јас не бев свесен и не знаев, да ги враќаат од граница. Тоа правевме. Но еве новинарски, нели, треба се постави прашање аналитички. Зошто им влегуваме во филмот? Океј, ти имаат интерес да се зборува темата. Ево и јас имам интерес да се зборува темата, бидејќи сметам дека на крај трагикомиката на истата ќе влијае многу повеќе од нивните плашам ти манго децата тактики. Зошто ВМРО ДПМН би направило таков договор со Британија за прифаќање мигранти? Косово има договор веќе. Значи колку држави би им требале на Балканот и на британците. Бонстилкен го дадат или нека друга, може и британска нека воена база. Косово прифати, како што Албанија прифати Италија, така прифати Косово за Британија. Во контекст, лани ВМРО победи убедливо на избори. Годинава победи убедливо на локални избори. Зошто би направило? Еве да кажеме дека никој ништо не кажал. Мицковски ништо не кажал, Тошковски не кажал, никој ништо не кажал. Дека молчи владата, а не дека демантираше на секој возможен начин. Но еве и да молчеле си. Зошто би го направиле? Зошто? Нема никакво. Слоган беше Македонија повторно твоја, односно Македонија повторно во раците на граѓаните. Ние не сме најбогатата земја на свет, напротив, имаме сериозни економски проблеми и сега уште ќе држи извесен неурохирург во моментов веде председател на СДСМ теза дека ние уште прифаќаме мигранти. Зошто? Што ќе им правиме? Со што ќе ги раниме? Како ќе ги ухлебиме во системот? Бидејќи обратно за 2015-та може логика да можеме поставам теза јас. СДСМ и ти зборуваш за слично во колумните.
СДСМ имаше потреба на било кој може начин да дојде на власт, макар нели дури можеби дури да размислува да прими 10, 20, 30 илјади мигранти да си ги чува, негува тука и да бидат нивни вечни поддржувачи, односно да имаат сериозна инфузија Како што прават со нели, како што се обидоа да направат со албанците, да имаат албанска фракција. Тоа сега кажам. И сега тврдат дека еве ВМРО, кој што има апсолутно доверба на можеби 70-80% од македонскиот народ, дека ВМРО сега рече сега ќе си поплукаме врз себе и од тотално од никакви посебни причини ќе правиме мигрантски кампови. И односно не ни кампови, туку ќе шетале слободно низ земјата и ќе шират зарази или ќе убиваат што ќе прават. Не, СДСМ на пример прими околу 400 луѓе од Авганистан, кога падна Авганистан. И се ние тоа во Белви нели ги сместе, Белви беше камп за афганистанци. Ние го свативме толку трагично, ни кажува дека се главно дипломати, невладини, со жените дошла. Еве сега гледаме баш таков кадар во Вашингтон уби двајца војници. Значи, работел за ЦИА, бил ангажиран во терористичка организација во Афганистан. Значи, буквално, такви луѓе СДСМ ни донеса. Се сетеваш ги носа во помоловите по Скопје со полициско обезбедување. Така беше, да. И дури, нели, ние како граѓани чудно ни доаѓаше сега од нас ли ги бранат, ние да не им направиме нешто. Сега послова искуство да не мисла и обратно. Види, СДСМ има тешка травма, работите што ги направија. Еве, отстапки кон албанците за да добијат гласови. Смилковско езеро го преиспитуваа за да добијат албански гласови. Мислам, тоа се страшни работи што ги имаат направено кон македонскиот народ. Пописот го изрелативизира, измислуваа категории, во време на ковид го врша. Значи, тоа се неопростиви работи. Името со Грција и на крај попрошањето со Бугарија, дури нив партијата им се подали, значи дури доста доволна критична маса во СДСМ. И другото знам целоди така, да. Па и Црвенковски се откажа од партијата и така. Точно. И сега им влечат страшен комплекс од тоа дека еве зошто и ВМРО да не подметне плеќа, да нека направи една глупост како ние што правиме. Сите да сме исти. Да, така да кажат. Дека и држте лопова варијант. Па ова може би намерно е измислено со Бугарија да биде уставна измена, да иде во собрание, некако да се натери ВМРО, барем, нели, може би мисла пак да апсат во ВМРО, може би мисла така ќе помине, ќе успеат да ги под притисок, нели, од американска дипломатија, ВМРО да подпише, никако да направат дека ВМРО направила некаква огромна отстапка, а не СДСМ вечно прави отстапки и вечно СДСМ еве, не успеа да направи мултиетничка партија, не успеа да речеме ти отстапки кон албанците да доведат до мултиетничка, не знам, уважување, напротив, Али Ахмети рече, добро, сега ќе ви земеме, колку што може да земеме, сега ќе ви земеме. Грците рекоа, добро, нема да има некој фер договор, до крај ќе идеме, внатрешна употреба, таблички, на лични карти, пасоши. Бугарите рекоа, сакаме и ние како грците. И бугарите, да. И на крај француско вето добија, па бугарско вето. Значи, навистина, сите отстапки што ги направија, катастрофално им заврши. И сега молат Бога, се надеваат дека ВМРО ќе направи нека таква глупост, ќе приме мигранти, ќе даде преголема отстапка кон албанскиот фактор, кон Бугарија, за да имаат што да зборуваат. Ама ние ќе зборуваме за мигранти 5 дена, зборуваме уште 5, уште 10, не е важно. Еден ден тоа ќе заврши. Но во меѓувреме ми се многу симпатични овие обидеви. Сонја Крамарска ќе ја цитирам. Сметката за лажниот патриотизам ќе биде висока, напишала во насловот. Притисокот за прием на мигранти значи дека македонската, значи она утврдила дека има притисок за прием. Македонската влада на потешкиот начин учи дека не е ин да си аут и дека Македонија надвор од ЕУ е опција со ризик. Да, сегова веројатно ќе трансформираат натака тезите дека Значи во ЕУ буквално постои програма за дистрибуција на мигрантите. Унгарија секој, како ја мислам, месечно плаќа по милион или дневно по милион? Унгарија, треба да не зборам. Мислам дека дневно плаќа по милион евра, морам да проверам ова. Висока сума плаќа, затоа што бидејќи нели во моментот кога сватија Германија, Шведска дека претераа, дека Шведска има на пример многу повеќе примерно мигранти од Германија пер капита по глава на жител, значи до трансформација на цели градови како мало. Да. И рекоа добро, во ред, сега ние мора нешто да правиме тука, мора да ги распределиме поравномерно. Ајде сега Романија, Бугарија, Италија и вие да примите, бидејќи ние сме примиле премногу, дел од
мигранти во Малмо и вие да ги примете, ние има преголем товар пер капита. И овие викаат не сакаме и затоа пенали ќе Ма плаќаме. не викаат не сакаме, ги прифаќаат други. прифаќаат, да? Па ги прифаќаат. Вау. Сега види, веројатно ги влечкаат процедурално. Па кампот не е готов, па немаме услови, па ќе го примат, па ќе му кажат ноќта ќе му отворат тоа станот, ќе му кажат еве ти 500 евра бегај назад у Малмо од кај што си дошол. Мислам има начини да ги вратиш. Унгарија принципиално одбива. Значи не игра пиперевка, него од старт вика не примам. Европа ја казнува Унгарија затоа што не прима мигранти. Ние ако влеземе во ЕУ, ние ќе бидеме дел од таа програма. Значи многу повеќе ќе бидеме изложени на мигранти ако сме внатре, него вака некакви траги на суверенитет се уште имаме и можеме да кажеме, еве барем те прашувам, значи ја не се сомневам дека прашала. Мислам, не ни криеше Стармер дека Рама кажа, Стармер ме дури го навреди јавно, се гостин му дошол во Тирана, пред камери го навреди, еве дојде праша, ја му реков не. Што наистина беше не дипломатски момент. Исто така јасно е дека сме рекле не, мислам, повеќе пати е категорично и демонтирано, немаме навистина никаква, не ни даваат грантови, заем ни даваат. Ама не е проблем, Цветин. Утре ден ќе кажа за месец дена нема мигранти, им го срушивме планот на владата, го срушивме, да не бевме ние, ќе се изградија мигрантски кампови, ова е голема победа за нас. Ја имено како во скечот на К15 со тој што прскаше против крокодили и вечно го заштити Скопје од крокодили. Ајде малце да мислам дека ова е апсолвирано и јасно, но мене ми е навистина фасцинатно, симпатично и забавно. Луда работа, мислам дека ми треба мене материјал малце и за стендапите, така. Да, не, мислев дека се способни толку да се префригани. Фантастично. Уште малку сакам на мигрантите да искоментираме, додека сме веќе на темата. Како Европа се носи со ова, ти нешто нашна во однос на Шведска и така натака, но во суштина прелибералните политики кои што беа какви што беа и се некаде во однос на конкретно мигрантите покрај другиот сет на политики, нели како што сме и прочитале и дознале и под чадорот на Сорос и така натака, нели едно време се смеја тука нели за десоросоизација кога се зборуваше, сега во Америка стана десоросоизација и сега веќе не им е смешно, особено не од како се скина US и другите граници. Чешмичката секна. Чешмичката секна, да. Но што Европа може да изрече како поука од ваквото поставување во однос на мигрантите? При што мене ми е жал за сите луѓе кои што живеат во воени подрачја, ама процентуално жените и децата ли ги гледавме по границите или гледавме млади способни А и тие жени и деца што ги гледавме да не си во кожа, мислам пред се најопасниот дел е патот, трансферот, значи пари се плаќаат и страшни работи се случуваат. Се дават луѓе постојано. Замисли во камп во Либија што го водат локални бандити и се ти чекаш, мислам тие луѓе се најниско ниво на општеството, мислам 100 пати подобро дома да седиш какви да ти се условите него да тргнеш дали Америка, низ Централна Америка да се пробиваш по тие джунглите или Северна Африка па со брод до Европа, мислам. Тоа најхумана опција е да се затворат границите, да се запре тој трансфер, мислам. Надвор од луѓе што ги наоѓаат во контейнери, нели се гушаат на топло. На крај на денот секоја земја треба да си води интерес за сопствениот интерес. Нели, како што Унгарија може да каже сори, не. Но што се случи? Како денес изгледа Германија? Како денес изгледа Шведска? Како денес изгледа Британија? Кога ќе ги видам овие, па сега имаше протест против овие политики пред 2-3 месеца, Лондон беше препон со луѓе. Таквите прелиберални политики отвараат секојаш простор, врата за far right movements, така, за ултрадесни политики. И после ќе се чудиме зошто некаде и радикализмот излегува на површина и добива на сила. АФД како напредуваше во Германија? Германија во која што максимално е вложено народот да се срами од својата историја, да автоматски добива национализам. Точно. Дојдени се 40% се во источна Германија, 25-27% во западна. Втора опција се во западна. Во Британија што се случува на анкетите? Потоп. Најджел Фараш. Потоп. Од нигде никаде, односно не од нигде никаде. За се си има од 4 претеници ќе скокне на 400. Ако дозволат избори, ако не ги направат како во Романија, например, му забрануваме да се кандидира или не знам, ги одложуваме изборите или
Австрија, Германија, да речеме, ќе победи десната опција, ама ќе правиме голема коалиција, сите заедно ќе се собереме, онда не влезе. Или Лепен поте како му направат. Во Франција буквално коалиција на либералите урбани, нели, макронести. Таму и Шуто и Рогата буквално се собра. Со социјалисти, со исламисти се Но и за собра. секој случај и забранија на Марин Лепен да... И да. Така да... Баш демократски. Сме ги гледале, види, еве, баш по примерот на СДСМ сме гледале, заклучуваат дека матичниот народ, мнозинскиот народ не ги гласа, ако може да најдеме гласови некаде, еве СДСМ најде во 50-70 албански гласови 2016, еднаш се испазарија. Во Британија, во Германија, во Франција, си велат едноставно, не ни се свиѓа народот, ќе увеземе нов. Не гласа како што треба народот. Таа лева либерална опција вика, тука сме некаде 35-40%, овие се на 45-55% нашиот Мора да се противник. прави нешто. Ќе увеземе 10% плюс ќе додадеме Пакистан, Индија, Алжир. Ќе ги извадиме на избори. И после мене потоп. Така, Да, после тоа логиката политичка ја гледаме, мислам, тоа е краткорочна логика, самоубиствена, на крај ќе добиеш движења кои што си мислел дека се надминати, се заборавени, па ќе ги менаџираат на вакви начини. Матео Салвини затвор му се заканува, затоа што како министер за внатрешни работи не дозволи мигранти од Либија со брод дојдени да се истоварат. Значи, сидат на пристаниште во Италија, храна, вода, доктори, се што треба доаѓаат, но едноставно не може да се симнеш, си дошол илегално во Италија. Длабока држава во судство во Италија, значи обвинителство во Италија. До ден денешен го гонат кривично министер за внатрешни за киднапирање на либијци. Основна дејност на државата, министер за внатрешни, карабинери имаш бродови патролни, имаш полиција. Да го штитиш ти дојде редот, мирот и дојде безбедност. некој се обидува да ти влезе во државата без дозвола, кажеш, стој. Ма вика, не го киднапираш. Затоа не е премиер човекот, затоа е Мелони. Значи, в затвор му се заканува. Неверојатно, но вистинито онака I cannot comprehend it, не знам на македонски како да го преведам сето што се случува и во Европа, но и ова на домашната сцена. И во САД се во слична ситуација. Америка, да, со Знаеш, го нема тој историјат на анимозитет верски. Прво и верски не е составот таков. Да, католици се мексиканците. Да, ние во Европа имаме историјат, нели, на сме растеле, сме читале филмови, сме снимале, нели, Виена, Шарл Мартел во Франција имаат култ, нели, мити сега денаш, нели, овие 1000-годишни крстоносните војни. Крстоносни војни, така е. И сега си го одигруваш повторно на домашен терен, навистина има друга тежина. Америка има поголем историјат на мелтинг пот, на мешање на вери, нации и култури. До некаде се обидуваат да ги распрчкаат низ државата, да не биде се на едно место, како што, например, во Европа се знае, да речеме, пакистански мала, во Британија, индиски, алжирски во Франција. Во Америка повеќе ги растураат, таму каде што ги немаат растурано, како е сега, например, сомалиската заедница во Минесота, од кај на кај се сетиле, нели, во Минесота дека за да ги американизираат полесно, предпоставувам. на купче ќе ги држиме, не мора ни јазик да научат, не мора ни да се, нели, мешаат, да се бенчаат, нели, меѓу себе со домашните Како во луѓе. гето мислиш? Па да, значи 200.000 луѓе во релативно мала држава ќе ги донесеш, компактни. Наместо да донесеш, например, 5.000 тука, 5 таму, 10 ваму, во релативно рурална мала држава со еден голем град, 200.000. Невозможно е да во тотално различна вера, нација, раса и така натаму. Како ќе се интегрира тоа? И таму избиваат проблеми во Америка. Но да речеме, сепак генерално имаат поуспешна приказна на интеграција, додека Европа нека е со среќа. Особено па во контекст на тоа како ќе се решава Украина и дали, не знам, до кога ќе траат тие потенцирање на подготвеноста на Западна Европа да се бори до последниот украинец. Но ајде да позборуваме се малку и на таа тема, односно на можните европски интеграции на Македонија. Да подсетам на таа твоја теза дека утре ден може Венко Филипче да ја брани Македонија од бугарите, од бугарските условувања, барања и така натака. Ако има некаква можност за некаков
Исчекор. Така го замрзев тој избор, но нешто да се случи во однос на ветото кое што Бугарија го става на нашиот идентитет. Нели? Односно на сите нас. Ти во твојата колумна, како беше, лајт членство? Да, лајт членство во ЕУ. Таму зборуваш за албанската подготвеност, прво за нереалните очекувања дека и во 2030 ќе се отворат ширум портите и затоа пошто ние мора повторно уште еднаш, нели, да го погрешиме историскиот проценката на историскиот моментум, како на пример во случајот со името. Да. Бидејќи Ципрас кажа после некоја година дека да издржаа македонците, ќе мораше ради Украина денес да ги признаеме под уставно име. Твојата теза е спротивна. Тука 2001 бев броел, ние го потпишавме Охрид не цел месец, нели, нормално, не знаевме дека ќе се случи, но не цел месец пред нападите на 11 септември, кога Америка нагло ја сврта политиката од војуваме против Руси, Словенија, нели? Тие ни се од студената војна ги перцепираме како непријател, одеднаш рече чекај, новиот непријател се сунитските муслимани. А ние потпишуваме договор со огромни отстапки кон сунитски муслимани не цел месец пред тоа страшно, но добро. И на големиот брат не би му било проблем паралелно да игра на... Сам да кажам, барем реторички, не дека фокусот... Да кажам, големите работи, нели, како ги викаат, отстапки што СДСМ ги издействувал во Македонија, во принцип доста лошо завршуваат. Можноста за лајт членство на Албанија, што значи дека подготвена е земјата, нели, тоа и го изјавил некаде Рама Чинам, така. Го има кажано буквално дека Албанија е подготвена да прифати членство без да има право на глас, без да има европски комесар, без право на вето. Без право на вето, не на глас. Веројатно би добила некој номинален член во Европскиот парламент, сада не е Безич. Веројатно не полн, ако те следуваат тројца, например, може би еден би имало, може би и со право на глас, ама еден нека биде представник на Албанија, но без еврокомесар. И сега, нели, се нуди на Италија, еве, вашиот еврокомесар нека зборува и за Албанија. Сега тие во комесаријатите имаат под секретаријати, па, например, може би, ако да речеме, му го дадат за рибарство, па може би за некој подсекретаријат во тоа, тој нека биде албанец, еве, втор, трет човек во комесаријатот, да речеме. Но поентата е да прифатат неравноправен статус со другите земји членки, само за да има пристап до фондовите и така натака. И, ајде да го развиеме тоа сценарио, возможно би било такво нешто, нели, теоретски да се случи и со Македонија. И мислиш дека СДСМ смета дека по никоја цена не сме да се дозволи ВМРО да ја доближи Македонија до ЕУ, бидејќи така ќе изгубат огромен дел од својот наратив, да не речам пресудниот леверидж што можеби мислат дека би го имале, нели, тие цело време им се предјавуваат на странците, викаат еден ден кога ќе дојдеме ние ќе ви завршиме работа, иш без гајле ја бидете. Да. СДСМ ни кажа дека, Пендаровски кажа дека наш веќе одбила тие нешто слично. Кога зборува за Европа во кругови. Да. Значи целосна интеграција економска, слобода на движење, нели, да не мора бугарски пасоши. Влез во Европската економска заедница, како си. Сега не знам во тој случај фондовите како би се делеле, дали би го добила тој поголем колач на фондови. Сигурно поголемо од ова што сега го имаме. Да, но СДСМ го одбила тоа, бидејќи, еве, са името ние го сменивме за полноправно членство, сега да прифатиме нешто вакво. Од денешна гледна точка, мислам, сите би се согласиле дека најдобре да не се менуваш името, а да се прифаташ ова. Така да тоа би било. Кога веќе држава која што е, еве, се ние представуваат како најнапредна заедно со Црна Гора за членство, еве, само што не влегла Албанија во ЕУ, кога Албанија во старт вели чекајте, ние не бараме полноправно членство, ќе се согласиме за крнјо членство во ЕУ, мислам дека тоа е максимум што би можеле да добиеме. Француското вето беше точно поради ова. Не дека ние не сме спремни, туку дека ЕУ не е спремна да не прими конкретно некакви лилипутански држави од Балканот со не знам каква демократска политичка традиција, немале ни кралства па да ги знаеме кои се, да ги памтиме, нели, од пред 50-100 години, а дедоти со дедоми. Туку кои се сега па вие, па вето да имаат за одлуки што Франција би сакала да ги истурка во ЕУ, се Црна Гора да има вето на германската политика во ЕУ. И сега со такво некакво решение би била, во тој случај секако не би требало па да важи ни бугарското вето за нас. Кога веќе аплицираш за
такво некакво лајт членство, без ти да имаш право на вето, би требало да може да помине со 80-90% од гласовите, една-две држави ако се против, да тоа би било, мислам, и за Бугарија најдобро решение, бидејќи овој однос на анимозитет, постојано влошување на односите, веќе Нема стварно е... досадно е веќе. Да. Беше тука Христо Христов, дел од родот на Делчеви, и се обидовме да комуницираме на човечки начин и мислам дека успеавме, без оглед што имаме 180 степени разлика во однос на ставовите, но јас ги поздравувам таквите обиди и потези, бидејќи ова вака, ако вечно обстане, оди на наша штета, воопшто не на штета на односите меѓу двете држави, односно не во полза на односите меѓу двете држави, а во корисна, сега ако сакаме да си правиме слободни проценки, на оние што се против проектот Европска Унија и зајакнување и проширување на Европската Унија, а тоа се Русија, Кина, можеби и Америка на моменти, тоа, не знам, политиката таму не може баш да се анализира или оценува на црно-бел начин. Но факт е дека, не знам, еден ден, ако почнеме некакви преговори, на дневен ред ќе дојде уште една полуга, може да кажеме, на левичарските и неолибералните политики во Македонија, тоа е правосудниот систем, така. Го коментираш и тоа и според планот А, како што велиш, на Европа во однос на некакво решавање на Македонија, планот А беше, нели, силно дуи. Да. Во влада да влезе. Во влада да мора да влезе и однатре да почне да си работи како што секој 6 месеци ќе излегуваат влада, ако не, нели, направиме некој одстапка ќе правиме кризи и така натаму. Сега планот не успеа. И сега што правиме? Судот останува да си делува. Остануваат оние некои странични работи како слобода на медиуми, еве сега ќе видиме ова со Инфомакс во која насока ќе се движи, колку ќе се крева, ќе се политизира, не знам. Тоа се нели историски работи кои што секогаш можеле да те напаѓаат, дека некои новинари се чувствуваат загрозени, дека ЛГБТ беше тема доста време беше политички диалог, политички проблем измислен специјално за Македонија, дека не се прифаќале доволно амандмани на опозицијата. ВМРО доминира опозицијата премногу во собранието и затоа Македонија не може да почне преговори. Сеј проблем беше нели кога тоа се совпадна кога се пукаа ДУИ и ДПА на локалните избори, но нели главен проблем кој што сега ни најавуваат дека ќе го користат за кочење на Македонија во отсуство на нели договор со Бугарија е судството, бидејќи за разлика од овие другиве ситуации, новинарството, ЛГБТ, политичкиот диалог, судството има реална политичка власт во државата. И судството, ти велиш дека е се уште фактички рецидив од времето на комунизмот. Па еве ги видовме, нели, значи, постарите се сеќаваат масовните апсења по падот на Љупчо Георгиевски, значи Војо Ламбе и многу други. Да, ама стотици луѓе беа гонети. Па и Љупчо лично, мислам, фактички има и пасош ваден и самиот беше под закана, мислам, под првиот, нели, наш премиер, кој што сега не морал да наоѓа спас од политички прогон. Да не зборуваме, нели, за масовните апсења по 2017 година. Знаеме понешто и за тоа. Да, кога, нели, после 10 години апсолутна тоталитарна режимска власт на ВМРО во целата држава и во судството целосна контрола, нели, се изнајдоа огромен квантум и на обвинители, на суди, кои што прифаќа небулозни работи, не знам, илегално набавени снимки, не знаеш од каде, како чувани, како правени, во кој контекст, користени како доказ, купено возило, се користи, сите го имаат, не, ова е проневера, не знам. Значи, луди работи се правеа. Катица беше машата на таа политика, во која што беше централна улога, имаше СДСМ. Но сега, и во едни такви околности, во кои што претходните два републички јавни обвинители, Јовевски, Коцевски, ги бирале СДС и ДУИ, излегува уште една епизода во ова ново фантастично СДСМ, Венко Филипче ја бара Лаура Ковеши. Да дојдела во Македонија, да ја посетила Македонија со своји очи, да видела што тука во Ипардот се случувало, за тој случај во кој што има обвинување за некој земено
мито или барано мито од 50.000 евра, може би ќе излезат и други случаи, секој што ќе стори такво нешто му посакувам да си поседи зад решетки колку што треба, бидејќи многу луѓе се бореле тука и образ оставиле и сакаат да го задржат, а не некој да си товари, да го товари магарето така на безобразен начин. Но фантастично е дека место да се обратат кај Коцевски за кој што дигнале рака таму, Лаура Ковешија бараме. И повторно се жонглира со некои термини како бомби и така натака. И да не заборавам, најјакото од синоќа е министерот Стефан Андоновски, кај Ландов во подкаст извади одлука некоја на влада во кој што и Венко Филипче гласал за само секунда, за камп за прифаќање на мигранти во Бардовци. Фантастично, фантастично. И сега човекот тоа ќе го игнорира бидејќи сега тој што мислиш, што сака со бомби како термин да постигне, да подсети на славното минато или до толку е работата внатре катастрофална да се обреке само на најтврдото СДСМовско членство кое што ете веројатно со убав спомен гледа кон тие времиња кога Заев одеше по земјата, црпна тази од нивата во Муртино за да однесе Македонија во светла европска еднина. Не знам, страшни комплекси се тоа. Прво напуштени од своите, од луѓето што ги донесоа на власт. Западниот странскиот фактор кој им ускрати членство во ЕУ преговори, откако максимално ги избрука, ги извлечка низ скал. И да, што викаш, мислам, тие луѓе долго време живеа на спомените од Југославија, сега веројатно ќе живеат на спомените од Заев. Немаат во моментов најава дека некој повторно од надвор ќе ги земе под своја, ќе ги храни, чува, дури секна фондовите, ќе им даде готов политички производ, вие сте ова, за ова се залагате, вака ќе се борите, ова ви е сега идеологијата, агендата, натаму ќе терате. Во моменти тоа, знаеш, фудбалски како изгледа. Не сум го видел тоа до сега, но еве имаме прилика го видиме. Изгубила екипа во 7-0 и наместо смена на тренерот, само тренерот останува, сите играчи клубот ги брка и ќе бара нови играчи. Да, така направи, беше така направи. Бидејќи златен е тренерот и гледаме зошто. Да. Следни избори му се за 3 години. Па се надеваат сега, ајде можеби ќе има предвремени избори. Мислиш дека јас мислам дека се надеваат да нема? Ама барем вербално се ги храбрат, нели? Издржат уште малку, нели? Тоа беше издржата до локални избори, можеби ние нема да победиме, ама Дуи ќе победи, па ќе влезе во влада, па потоа ќе се шлепаме на нив некако, можеби Дуи ќе бара да не примат за нека широка коалиција за решавање на спорот со Бугарија. Во меѓувреме ќе не чуваат од мигранти. Да, тоа не испадна. Сега, може да купи време до пролет да ги лажа, ќе има предвремени избори, гледате, Мицковски се спрема за предвремени избори, па така ќе се спасиме. Знаеш, има бунтови во општинските одбори низ цела Македонија, фактички Струмица, Скопје му гореат, Куманово отиде, мислам, навистина, ова е катаклизмична ситуација за СДСМ. Сега мора некако да ги... Затоа сакаме да зборуваме за мигранти, за да не зборуваме за тоа колку чурук ситуација е партијата. Тоа барањето избори на уште еден вид сме подсети, не знам дали го знаеш, со Зајакот и со Лавот, кој што бил паднат во дупка и Зајко, Лавот барајки помош, Зајко се уверил дека не може никако да излезе и почнал навредливо да зборува, но се лизнал, паднал долу и рекол Лаву, сакаш верви, сакаш не дојав да се извини. Така ми изгледи ова собрањето избори. За крај сакам да го прокоментираме конгресот на ВМРО-ДПМН. На моје задоволство во сите тие програмски документи кои што се усвојуваат таму, прва точка беше поврзана со националното достоинство, со идентитетот и со цврстото застанување позади ставот дека нема да попуштиме. Не дека националната тема не била високо во агендата и изминатите години, но често економијата, нели, стандардот и така натака, исто знаел да енергетиката, цени, струи и така натака, знаеле да бидат оценувани како теми кои што се поважни за нијанса во одредени моменти од другите. Но сега високо на агендата беше ова и уште една работа што до сега јас искрено бев многу пријатно изненаден и фасциниран.
фасциниран е точниот збор од одлуката на еден човек во моментов премиер и најмоќна политичка фигура во Македонија, од сега да најави дека за 4 години од пред неколку дена ќе биде неговиот последен ден како претседател на ВМРО, иако ги имал сите можности да не биде тоа така. Како гледаш ти на овие освежени нови политики и на потегот на премиерот Мицкоски? Да, тоа навистина ќе биде нов момент. ВМРО немало проблем со промена на, тие промени биле и травматични и тешки, но на крај се случувале и гледаме реално дека се случувале. Гледаме на терен дека навистина се случуваат. Континуитетот, нели, таа акумулација на власт, на моќ, повеќе сме го гледале кај СДСМ, можеби се менувала личностите, но сме ги гледале тие судски, обвинителски, полициски, олигархиски, медиумски, квази интелектуални врски, тие си гравитираат околу кој да е во моментот. Да, са не можеш да кажеш Заев е лидер, ама кога гледаш луѓето околу него, јасно ти е дека тоа е повеќе колективно тело кое што го води, посебно Заев, нели, како најекстремен пример кој што треба да го водиш, да му кажеш што да прави. Така да многу поголем проблем сме имале ние со континуитет кој што ја кочи државата, спречува реформи, спречува промени во општеството со СДСМ, отколку со ВМРО кое што знаело да прави навистина динамични промени, пак и кога ќе дојдат на власт, нели, да растураат учмаени системи од административни, монополски системи во економијата, да отвараат економијата, образованието по масовна цена по себе да го отвараат. Така да тоа е динамична партија, нова вредност. Прифаќа промени. Нова вредност во политиката и би било добро да биде и како пример. Да. Просто да не чувствуваат луѓето дека се венчани, залепени за некој стол. Од друга страна, можеби и сака, учејќи од тугите грешки, што е секогаш подобро него да учиш од своите и да го спаси тој робусен систем од самиот себе, односно, нели, просто закони на природа. Точно, да. Колку подолго трае, толку се поголеми шансите дека некој некаде таму ќе помисли дека еве како тој со ипардите, ако се докаже дека е виновен. Дека е на идеално место за лично да си се да се богати и така едноставно да ја расипе целата приказна што ја граделе луѓе со честни намери, со идеологија. Ќе биде добро, нели, да се искористиме. Нормално, Мицкоски тоа се однесува на функцијата лидер на партија, не и на претседател на влада, но во секој случај може да биде добар мотив да се искористи максимално времето кое што Македонија и онака го нема. Ние навистина губиме големи периоди од нашата независност до сега на два чекори напред, еден назад. Дури добри ако се два напред, еден назад, може и обратно да биде. Се случувало и обратно да биде, така да навистина добра ќе биде сега, како што нели и најавуваат и од партијата и од владата, максимален фокус на исполнување на стратегијата која што е најавена. Уште никој не се самозапали за тие првите точки во програмските документи, од кои што станува јасно дека иако претходно, нели, ваквите што сега од мигрантиве не бранат, вика Мицкоски ќе го смени уставот после, не знам, после парламентарните избори не го смени, па после локалните не го смени, сега можеби ќе, не знам, после Митров ден, нели, или некој ден, рандом избран, како што тоа обично бива со нив, никој не се самозапали се уште во знак на протест, бидејќи ако го следиме трендот на држање до ставот, исто теза од времето беше дека немало став ВМРО, дека се сеќаваш и на тие времиња. Ставот беше дека преговарале, ме од бомбите чувме дека преговарале. Па добре, јавно, јас сум бил во Њујорк на преговори, мислам, се преговараше, не по секоја цена, не да се прифати се што лета не се јаде, мислам. Како тие што не ни прашуваат што ќе потпишат, кај ќе потпишат. И не бара очигледно гаранции за понатаму. Мислам, барале за себе. Значи, јасно е дека Заев барал гаранции за себе, имотни, законски, правни, нели... Сме слушале приказни за разни биткоини, волети кои што биле делени во таа прилика, па и за облакодери, авионски компании. Сигурно ништо од тоа не е вистина. Вистина е дека мигранти само ќе дојдат во Македонија, но Венко ќе не спаси да бидеме без гајле. Цениш дека последно ова, со случувањата во Бугарија, сега со дестабилизацијата, која не знам од каде дојде и како се случи, или па премногу на
на теноклет беше ова влада од самиот старт, но Да. им се собра едно чудо луѓе за буџетот, за предлогот буџет. Не ги знам деталите, дали во тој буџет некакви баханали имало предвидено власта да прави, но како да се случува и некој шаренолико сценарио таму. Види, пека нас така почна со драмење околу носење на буџетот. Кога беше 2012? Види, тоа почна со упад во собрание, ако се сеќаваш. Значи првиот упад во собрание, толпа собрана пред собрание, обид да се пробие кордон, што нели е, ја колку што знам, тероризам во секоја нормална држава, тоа беа Заев и Црвенковски. Тоа беше така извртено на глава дека не е обидот да се упадне во собрание, кој што беше спречен од полицијата и меѓу другото, затоа што нема за таква извештачена работа народна поддршка нормална, СДСМ. Беше свртено не проблемот е дека пратениците во собранието биле нападнати или дека изнесени надвор од салата или дека новинарите биле изнесени надвор од салата. Ако се сеќаваш, значи тоа така да постои тоа. 12-та мислам, тоа види, тоа не е наивна работа, тоа е време кога во Грција на пример е во екот на економската криза, не е наивна работа во тоа време ти да не можеш да донесеш буџет во однос на финансирање на долговите, обврзниците, кредитниот рейтинг, значи, кај што пола процент многу ти значи на каматната стапка, кога се обидуваш да се докажеш како економски реформатор, дека државата оди напред, значи во многу сензитивен момент, плюс и временски поврзано ако не се донесе до крајот на годината како ќе се исплаќаат плати, пензии. А се сеќаваш некоја година подосна имаше обиди да се руши кредитниот рейтинг на Македонија. Да, повлечете ги парите, да. Но и овој инцидент доаѓа во Македонија бргу по средбата во Вашингтон кога на Груевски му испорачан тој ултиматум од Бајден и од Хилари Клинтон. Така да, не е надвор од думот, мислам, имаме, не се случило да речеме, веројатно беше прерано тогаш на ура да се руши владата, но дека наредбата била падната и дека имаше некаква сценарио, да се искористи временски економски сензитивен момент како што е носење буџет да се направи некаква обоена револуција, да, тоа дефинитивно ни се случи. Сега, кој ги влече конците во Бугарија, не нели, веднаш излегуваат, владата вика русите ова го прават, опозицијата и таму се на каубојци индијанци поделени. Да, се напаѓаат. Вие сакате со, не знам, со Радев да се споите, Радев е руски човек. Така идат обвинувањата. Секоја страна ги обвинува. Прашање е дали имаме поголеми или помали шанси во такви услови. Нели, рационално би било да се каже дека се помали шансите, но од друга страна некоја широка влада ако се формира, ако некој навистина има интерес да прави такви гимнастики во однос на Македонија, на западот фокусот се чини дека воопшто не му е тука во моментот. Кога кажувам западот, мислам пред се и нација на Соединените Американски држави, а и Европа, нели, со едно толку сите гледаат накај Украина и од начинот на решавање на таа криза зависи во многу, бидејќи е поврзана и со интеграциите на Украина, една од утешните награди влезот во Европската унија, зависи како што ние од тоа ќе видиме зијан, тешко поголем зијан од ова не може, меѓутоа ќар некаков можеби би можело да има, во секој случај вреди да се причека и да видиме, чисто за да разјасниме на позиција да не даваме простор на коментаторите да имаат разни тумачења, која кажа полиција толпа пробивање кордон тероризам, претпоставувам мислеше дека политичка партија сака да преземе собрание, дека така, а не буквално луѓе што влегле во собрание на 27 април со отворени врати. Тоа беше предводено од лидерот на Заев, беше мислам лидер на партија или го има во една монтка таму кај што се јарва силни тоа е врвната иронија дека после тој човек колеше, палеше, бесеше за упад во собрание, буквално кој што Да. Го имат истото направено пробије на патот. Благодарам. Да, но тежината негова е сосема поразлична кога нели иако тоа вака позерај беше чистемек да има триење со полицијата, но ако направиме причинско последичено на многу полош случај тој на Вилма може да формираме. Нели? Види, имале поддршка од надвор. Тоа е па многу друга специфична тежина. Точно. Секогаш е интересно да се разговара со тебе и пред камери
и зад камери. Ти благодарам на одвоеното време и чувај се од мигранти кога одиш на кај дома, ако видиш некој викни Венко, Венко. Да ме вакцинира на брзина. Да не треба пак бе во 6 саат на тераса сите да излегуваме. Аплауз за Венко. Аплауз за Венко затоа што не спаси и денеска од злите мигранти. Цветин, благодарам. Продолжи со одличните колумни на Република, кои што со задоволство ги читам. Особено сакам ова, бидејќи им посочам на Ајде ширнија таму. Ставање кармин на свиња. Да, тоа е колумната за просуството што треба да ја прочитаат нашите гледачи и да се видиме за скоро време, да си помовите им повторно. Благодарам да поканата. Фала ви што останате со нас до самиот крај. Верувам дека ви пријаше овој интересен разговор со мојот интересен гостин. До следното гледање утре по 22:30 стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро на Македонија, главата горе.